После пауза од 18 месеци, училиштето за театар чин 4 сцена 5 од Прилеп вечерва ја одржа првата представа насловена Умри машки. Представата беше одиграна во состав на фестивалот Цело е кога се има 30. Инаку Умри машки чин 4 сцена 5 ја поставуваат по втор пат. Првиот пат било во 2016 година, но со друг актерски состав. Представата е од жанрот комедија. Тоа е една триодрама во која, односно комедија, во која што се зборува за како невозвратената љубов може да предизвика и дури психопатски однесувања од страна на едниот од партнерите, во овој случај жената. И можам да кажам дека покрај тоа што се чувствувам среќен што повторно се враќаме на сцената, нели, и покрај овие ковид протоколи кои што ни го ограничуваат бројот на публика, можам да кажам дека и имам една трема, бидејќи по подолго време се враќаме на сцена и публиката го очекува она што, нели, секој пат го очекува од нас, а тоа е една квалитетна представа, една добра забава во овој случај и пред се да се представиме во најдобро светло, со надеж дека кога ќе почнеме, условно речено, новата учебна година, ќе привлечеме што повеќе ученици да ни се приклучат во нашето училиште. Представата е во режија на Саша Нацевски, а играат Кире Најдовски, Максим Алексовски и Теја Кокондоска. Во представата се зборува за машко-женските односи и тоа како вистинската љубов може да биде некогаш и опасна. Јас ја играм улогата на Ева, таа е една луда жена која си поигрува со животите на двајца мажи. Училиштето за театар чин 4 сцена 5 е во подготовка на уште две други представи, кои што треба да имаат своја премиера во септември. Во моментов со двете мали групи подготвуваме завршни представи. На 16 септември е планирана завршната представа на сега веќе средната група, која што се вика Чеа мажиме, а не токму на Прилепски Чеа мажиме, затоа што дејството се случува во Прилеп. А на 24 септември станува збор за завршната представа на почетната мала група, која што, нели, уште без наслов, бидејќи тоа е обработка на една тематска единица. Од чин 4 сцена 5 се надеваат дека представата Умри машки ќе биде поставувана и после завршувањето на фестивалот Цело е кога се има 30. Инаку утре, во рамки на фестивалот, е концертот на The Dreamers, или игранка во ритмот на македонските 90-ти, во 21 часот на летната сцена на Домот за култура Марко Цепенков. На летната сцена исто така ќе биде активно и фестивалското бифе и малиот книжевен саем. Влезот е бесплатен.